Овој период сите знаеме дека е карактеристичен за зголемувањето на респираторните инфекции како кај децата, така и кај возрастните пациенти. Особено овој период е карактеристичен заради тоа што започнува појавата на грип. Во соседните земји кај нас веќе имаме појава на грип, кој што грип, морам да кажам, е од тип А 1-3 и тип Б. Карактеристично за симптоматологијата на грипот, што можеме да ја разликуваме од другите респираторни заболувања, е во тоа што грипот започнува обично нагло, со зголемување на температурата, која што температура кај децата се качува од 38,5 па со 9, дури може и до 39 имаме температура 2-3 дена кај децата. Инкубацијата на оваа заболување, значи на грипот, е од 2 до 7 дена, а децата се заразни дури до 10 дена од појава на првите симптоми. И поради тоа е потребно и е важно сите тие деца кои што ги имаат тие симптоми да бидат изолирани, значи да не посетуваат градинка и да не одат на училиште, за да можеме да извршиме еден вид превенција на зголемувањето на бројот на болните деца од грип. Заради тоа што грипот не е баш така едноставна болест како некои луѓе што сакаат да ја представат. Ние знаеме дека некои форми може да бидат и доста тешки и да остават доста тешки последици. Сакам да кажам дека како резултат на грипот и на ослабеноста на респираторниот систем, особено кај децата, може да се надокнадат накнадни компликации во смисла на воспалувањето на долното респираторно стебло, посебно да се појават бронхопнеумонии, било од бактериска етиологија, било од вирусна етиологија. Тогаш е потребно родителите обавезно да се јават кај лекарот, кај матичниот доктор, за да им биде препишан антибиотик и соодветна терапија. Значи, совет на мајките дека до 3 дена не треба да се плашат од грип. Треба да го чува детето дома, да одмара, да му се дава убаво супички, храна богата со витамини, значи овошје и така. Ако се појават симптоми во смисла на кашлица или други симптоми на малаксалост, а ние знаеме дека кај грипот и кај сите деца се појавува малаксалост, болки во зглобовите, главоболки, но тоа се сите пропратни симптоми на самиот грип. Значи тоа не се компликации од грипот. Значи ние компликации ги можеме да чекаме при деца недоносени деца кои што не се добро ухранети, но и деца кои што се дебели. Значи дебелината исто така е еден од факторите кои што може да влијае на појава на компликациите. Кај возрастните, компликациите од страна на грипот може да се јават при болни што се хронични болни, со хронична обструктивна белодробна болест, диабет, хронични болни на срце, хронични други болни на плуќе, и исто така гојазноста и кај возрастните може да биде причина за да се појават овие компликации од грипот, а исто така и симптоматологијата да биде појака. Значи главни симптоми на грипот се, да резимираме, значи прво се појавува висока температура за разлика од другите респираторни заболувања, која што може да оди дури до 39 степени, и тогаш родителите треба само да ја менаџираат температурата, значи да ја пратат, да ги појат децата, да им дават повеќе течности, компоти, супички и така натаму. Ако и после тие 3 дена децата во тој период може да се жалат дека ги болат ножињата, дека ги боли грбот, дека имат главоболка. Ако после тој период продолжи температурата да е толку голема, треба обавезно да се јават на лекар. Сакам и за една друга појава да кажам, за да овие секундарни инфекции што се јавуваат после грипот, може да се појави симптом да
еден период детето 2-3 дена нема температура после прележање од грип и потоа пак добие температура. Тогаш родителите треба веднаш да одат на лекар и да помислат дека се јавува некоја компликација. Значи, нема потреба родителите да бараат антибиотици, затоа што грипот не се лекува со антибиотици, се лекува со домашна нега, со давање на течности, со менаџирање на температурата, детето да биде одморено за да може да има подобра кондиција и да може да се бори со вирусот. Ако настанат компликациите, тогаш треба да се обратат до својот матичен лекар. Воедно сакам да упатам еден апел на мајките, заради тоа што за возрастните не одговарам, јас сум сепак педијатар, на мајките дека треба контактите, значи децата да ги намалат на минимум, да ги заборават правењето на родените денови, крштенките и така натаму. Најдобро е изолација, заради тоа да ги поизолираме децата, за да ги заштитиме од појавата на грипот. Додека возрастните можеа да бидат заштитени со ставање на вакцината, која што исто така сите знаеме дека е основна превентивна мерка за да се спречи грипот е вакцинацијата, која што е веќе почната кај нас, па мислам дека е и завршена. До тогаш ние децата немаме услови до 8-та година да ги вакцинираме против грип и заради тоа најважно е децата да не се мешаат, за да не можат да ја пренесуваат болеста од дете на дете, бидејќи знаеме дека грипот е респираторна инфекција која што се пренесува капковно. Значи со зборувањето, со играњето со децата, значи преку капките од нашата плунка. Значи да го намалат групирањето. Да го намалат групирањето. Едноставно може родените денове да ги смедат на минимум, на помал број деца, едноставно да ги намалат овие контактите меѓу децата, за да можеме да им помогнеме на тој начин и ние на децата, па и децата на нас со тоа што лекарите ќе бидат малку поразтретени. Благодарам.